ме разберете, да би бил тука во својство на универзитетски професор и аналитичар, би можел да ви дадам повеќе одговори за алтернациите кои што постојат. Јас од оваа позиција, како министер за надворешни работи, имам еден многу повисок степен на одговорност. И тоа што можам да кажеме, да, постои таква дебата, која што е на ниво на академска заедница, think tank систем, но и европските институции и земите членки. Кое ќе биде решението? Наша обврска е да следиме, но истовремено сите овие опции да ги антиципираме. За нас многу значаен е европскиот пазар. За нас многу значаен е процесот на интеграција во 4 основни слободи кои што Европската унија транспортерите какви проблеми имаат. Тоа е еден од примерите. Гледаме колку ни е значајна и работиме на таа иницијатива за Roam at Home. Така да обезбедиме роуминг услуги. Да, денеска стигна добра вест, најавија дека че видовме пред повеќе години колку ни значеше визната либерализација. Така гледаме СЕПА што значи за нашата економија. Гледаме сега можеби граѓаните тоа не го чувствуваат. Да, ма сега гледаме и од април кога по граници пак треба да стоиме по неколку сати да не сликаат таму. Но и да плаќаме. И за тоа можам да ви дадам, одговор, само уште една поента сакам да додам, гледаме колку ни значеше што бевме прва земја во регионот што подпиша партнерство за безбедност и одбрана со Европската унија, бидејќи тоа обезбеди дополнителни средства и ресурси за нашата армија, која што е сме земја членка на НАТО, дополнителен пристап до одредени механизми на Европската унија во навистина предизвикувачки времења. И да, се согласувам, процесот кон членство, какво и да биде, тоа ќе видиме, не можеме да го определиме, значи и забрзан пристап кон Шенген и елиминирање на дел од овие ограничувања кои што се појавуваат кон земите членки, кои што не се дел од Европската унија. Граѓани од трети земји не третираат по аеродромите таму. Господине Михайловски, мојот аргумент е ограничувањата спрема транспортерите не се фер ограничување кон земја кои што има целосно усогласена заедничка надворешна и безбедносна политика, примерно во делот на санкциите. Ние во моментот како регион, не само ние како држава, имаме огромен предизвик со Европската унија во делот на тарифите за челик кои што тие ги пременуваат за регионот. Ко кажав тоа во едно неодамнешно интервју, го повторувам кај вас. Европската унија одлучи земјите од регионот, сите 6 земји од Западниот Балкан, да ги стави во иста група на тарифи со Русија, Кина, Белорусија, Северна Кореја. Земјите кон кои што Европската унија бара од нас да применуваме санкции од одредена гледна точка. И за тоа работиме на изнаоѓање на решение. Но сето тоа ќе се олесни кога ние ќе пристапиме кон полноправно членство. Затоа велам, мораме да ги антиципираме состојбите, мора да наоѓаме решение, но не решение по секоја цена кои што ќе не доведат да бидеме во едно статус кво повеќе од 20 години. Решение по секоја цена не е добро решение. Вајц во неговата објаснувачка изјава вели дека сега и од геополитички причини Европа мора да биде единствена, дека не треба да се остави никаква двојбеност околу тоа дека Европа треба да биде заедно и да биде силна. Особено е скептичен околу тоа партнерство што го има Европа со САД и неизвестноста што ја носи администрацијата на Трамп. Што доколку ние бидеме исправени пред дилемата да избираме меѓу Европска унија и САД? Имаше многу кои што мислеа веднаш по доаѓањето на новата администрација во Вашингтон дека забрзо ќе бидеме исправени пред таков предизвик. Јас мислам дека трансатлантската врска е многу посилна од што може би изгледа кога граѓаните гледаат на медиуми. И најсилен доказ за тоа е брилјантниот одговор на државниот секретар Рубио на неодамнешната Минхенска безбедносна конференција. Суштината на пораката беше: ние сме пријатели, делиме исти вредности, може би треба малку да се ги преиспитаме како ги применуваме тие вредности кои што очекуваме да ги делиме, но целта ни е заедничка. И затоа ќе има несогласување некогаш по одредени теми. НАТО останува се уште, но неизвестност постои, особено откако се покрена прашањето за Гренланд, тука се виде цела Европска унија, дури сојузниците на Трамп во Европа застанаа против него. И не само што НАТО постои. НАТО никогаш како колективен безбедносен систем никогаш не бил посилен и пообединет отколку што е сега. Ке се појавуваат прашања. И се појавуваат, факт е сега дека често се поамплифицирани во глобалните медиуми од што биле во минатото,
Но предизвици помеѓу Европската унија и Европа, еве во еден поширок контекст, и Соединетите американски држави, тоа трансатлантско партнерство постои ли во минатото на Украина. Сега тука доаѓаме и до нашето однесување во тие меѓународни односи. По доаѓањето на Трамп, очигледно дека Америка го промени пристапот кон решавањето на конфликтот во Украина. Ние лани бевме коспонзор на американската резолуција во Обединетите нации, која беше ривалска на украинската и за која застана најголем дел од европските земји, ама сега годинава ја сменивме страната. Дали се враќаме на старото нормално веќе? Не би рекол дека сменивме страната. Да ги споредиме малку состојбата претходната година и состојбата оваа година. Сега Америка беше гласаше воздржано. Ние гласавме за европската. Лани имаше две резолуции. Така. Ние бевме со американците. Ние и гласавме воздржано. Ние прво да расчистам. И последниве 2 години немаше прашање на заедничка надворешна и безбедносна политика. Значи самата Европска унија не беше усогласена по ова прашање. Нашата обврска, стратешка како држава, по која што не цени Европската унија, дали сме усогласени со заедничката надворешна и безбедносна политика. Ние со нашето однесување лани не го загрозивме тоа прашање. Да, Вајц вика во случај на некои дилеми да ја следиме позицијата на мнозинството во Европска унија. И тоа можам да го обяснам. Сега да ги споредам малку, ако ми дозволите, ќе се обидам да бидам многу краток, да не го земам товарот на емисијата на ова праше. Лани имаше 2 резолуции. Една на Соединетите американски држави, друга на група европски земји. Не Европската унија, група европски земји. Како поддржувач на резолуцијата на Соединетите американски држави беше и земја членка на Европската унија. Тоа е Унгарија. Ланската резолуција Унгарија и годинава е со Америка. Оваа година имаше една резолуција. Да, ама не ја поддржа украинската резолуција, ние ја поддржавме. А Унгарија и Америка не ја поддржаа. И тоа така, нели е така? Само да ми дозволите да го обяснам. Оваа година имаше една резолуција која што по својата содржина беше многу поинаква од резолуцијата кој што групата на европски земји ја предложи претходната година, затоа што не е само прашањето на која страна застанувате, туку што содржински пишува. Меѓу другото, во резолуцијата која што не ја поддржавме оваа година, се поздравува напорот на Соединетите американски држави во изнаоѓање на мировно решение. Кога ние постапуваме во системот на мултилатералните организации. На секојаш велам, ние имаме 3 основни постулати кои што се и постулати на нашата надворешна политика. Целосната усогласеност со ЗНБП, членството во НАТО и нашето стратешко партнерство со Соединетите американски држави. Секогаш кога одлучуваме за вакви по-комплексни прашања, се координираме со нашите стратешки партнери и така ја носиме одлуката за гласање. Добро, така да граѓаните прашање. Добро. Дали во иднина ќе продолжите да гласате како што гласаат мнозинството од европски земји или можено е повторно се вратиме на новото нормално? Процената за гласање секогаш ќе ја носиме ценејќи го нашиот национален интерес и координирајќи се со нашите меѓународни партнери. Но примарен алгоритам, ако можеме така да го наречеме, иако не сум математичар, но еден алгоритам на одлучување зошто и како гласаме во овој момент. Во тоа како лани се однесуваме и како сега се однесуваме. Лани имаше 2 резолуции, оваа година имаше една резолуција. Содржината на тие резолуции, содржината на оваа резолуција оваа година се сосема различни. И ние во секој конкретен случај и Америка би ја поддржала. Америка имаше сериозни забелешки за оваа резолуција и гласаше воздржано. Имаме ние секогаш координација со нашите партнери и одлучуваме во најдобриот интерес на нашата држава, нашата надворешна политика и на крајот на денот нашите граѓани. Знаете, оти сме пофалени само за тоа дека имаме усогласена заедничка безбедносна политика со ЕУ, ако и уште тоа го изгубиме, не знам што ќе не пофалат. И јас би рекол, не само делот на надворешната политика е најпозитивниот дел од извештајот на Европската комисија и не е само усогласеноста. Вие ако гледате терминолошки се пофалува и стратешката определба на државата, што е повеќе од усогласеност и како што гледате и покрај сите критики и наративи што често ги гледам во јавноста, примерно доаѓаат од опозицијата и такви критичари наклонети со својот став кон опозицијското мислење, државата води проевропска и евроатлантска надворешна политика. Тоа се согласуваме, е потврдено и во извештаите на Европската Запад, кој ќе се кажеше, се подразбираше дека исто е ставот и на ЕУ и на САД. Сега очигледно за некои прашања имаат различни ставови. Вие како влада, велам, имавте големи надежи во администрацијата на Трамп.
Но прашање е сега после година и нешто откако е тој на функција, колку можеме да бидеме задоволни од него. Знаете, прво ни воведе тарифи, сега склучивте некоја рамковна спогодба за тоа, за трговијата, но и таму таа не е реципрочна. Значи ние фактички скроз се откажуваме од тарифите, тие ќе ни воведат до 15%, не ставија на црна листа за иселенички визи. Во меѓувреме не ни поканија на тоа бордот за мир во Газа. Прашањето ми е колку се остварија вашите надежи, очекувања дека ќе бидеме на некаков начин многу блиски сојузници со САД и дека ќе ни обрнуваат повеќе внимание. Имавме очекувања, задоволни сме од соработката, имаме работи кои што се планирани и кои што ќе следат во идниот период и се уште имаме очекувања. Во кратко. Сега малку повеќе во деталите. Соединетите американски држави одлучија да го променат својот пристап кон надворешната и внатрешната трговија. И тоа беше одлука која што влијаеше на сите земји во светот, дури ако се сеќавате, ние по првичната одлука имавме на вистина многу високи тарифи. Тоа беше шок практично во држава. Се согласувам. 35, 33 колку беа таму. Апсолутно се согласувам. Што видовте кај нас? Додека други земји од регионот се уште имаат тарифи со такви високи цифри, ние успеавме да станеме една од првите земји во светот. Практично ние во скоро сличен период со Европската унија, Обединетото кралство и ние само од Европа, обезбедивме заедничка изјава, која што даде привилегирани тарифни услови, прво за нас како држава, но најбитно од се привилегирани тарифни услови кои што и во моментот се применуваат за нашите клучни индустрии кои што имаат извоз кон Соединетите американски држави. Некои од деталите, заради тоа што има договор за доверливост помеѓу двете држави при преговарање на вако нешто, за жал не можам да ги споделам, но тоа што можам да го кажам е дека заради оваа одлука не само што не е изгубено ниту едно работно место, туку има потенцијали за зголемување на извозот кон Соединетите американски држави и потенцијали за привлекување на нови инвеститори во нашата држава од Соединетите американски држави. Америка не е во првите топ 10 трговски партнери, но имаше ризик особено за автобусите. Но, господине Михайловски, уште нешто друго морам да констатирам. Соединетите американски држави се доведе во ситуација по таа одлука да секоја земја во светот сака веднаш и најбрзо да отпочне преговари. А и таму ресурсите им се ограничени. Соединетите американски држави ни дадоа на нас предност да бидеме меѓу државите кои што најбрзо ќе дојдат до некое решение по ова прашање. И тоа е доказ. Не може да се избега дека не е реципрочен. Не е реципрочен односот на Соединетите американски држави кон ниту една земја во светот, не само кон нас. Не постои ниту една земја кон кој што има реципрочен однос 0:0 во моментот. И тоа е факт, кој што мораме да го констатираме. Истовремено е факт тој рече за сите 10%, сега дека 15%. Сега по одлуката во Врховниот суд некои состојби се менуваат. Ние зборуваме за како ние, користејќи ги релациите, користејќи го високиот степен на комуникација, успеавме како држава да издействуваме договор кој што многу други држави, не само во регионот, туку и во светот, посакуваат за таква заедничка изјава како што имавме ние. Очекувате, зборувавте и неодамна на пресконференција дека очекувате добри вести од тој стратешки диалог, што повеќе добри вести очекуваме. Сакам само ако ми дозволите за прашањето за бордот за мир да дадам одговор, бидејќи го отворив. Бугарија е поканета, Косово е поканета, Албанија е поканета. По однос на прашањето за бордот за мир, тоа што можам да го кажам и да го споделам со јавноста е дека ние уште од почетокот имаме комуникација со администрацијата во Вашингтон. Но исто што треба ние да бидеме свесни е дека кога пристапувате на таква нова рамка за меѓународна соработка, имате права, имате и обврски. Видовме на пример како голем број земји кои што се дел од тој борд придонесуваат финансиски кон газ. Видовме како две земји од регионот, тоа се Косово и Албанија, заради членството во тој борд, се одлучија да придонесат со присуство на нивни мировници во газ на територија на Палестина. Мојата поента е, при одлучување дали сакаме или не сакаме да пристапуваме кон таква форма на меѓународна организација, дилемата која што треба отворено да дискутираме е не само правата и привилегиите, туку и обврските. Проблемот е што немаме покана ние. Зошто немаме покана? Јас тоа што можам да го кажеме по однос на тоа прашање, ние имаме дискусија и комуникација со властите во Вашингтон.
Аха, значи вие сте дали сигнали дека ние немаме капацитет и ресурси. Не го кажав тоа. Знам Тоа дека да вие го би заклучам. сакале. Да. Тоа е ваш заклучок, јас тоа не го кажав. Јас кажав дека ние имавме и се уште имаме комуникација со Вашингтон по однос на тоа прашање. Јас не можам да исклучам дека и во некој еден период Што ние праќаме мировници, зашто да не имаме на други места? тоа е навистина комплексно прашање кое што ќе ни треба цела емисија да одговориме каде праќаме, зошто праќаме, каде се барало од нас потенцијално да праќаме, каде одлучуваме да не праќаме, тоа е друга тема и повеќе на во делот на одбранбената и безбедносна политика, но јас велам за бордот за мир сме имале и се уште имаме комуникација со Вашингтон и ќе има можеби некој развој во Важно не го сметате тоа дека е нешто сме запоставени. Воопшто не е сигнал кон нас како држава и фактот, на пример, ќе имаме во следниот период и доказ дека не е сигнал. Очекуваме во текот на оваа година да бидеме земја која што ќе има нова сесија на стратешкиот диалог со Соединетите американски држави. Се уште датумот не е определен, но тоа е една тема за која што дискутираме и од стратешкиот диалог ќе има конкретни плодови и бенефити и за нашите граѓани, и за нашата деловна заедница, и за прашањето поврзано со внатрешната безбедност, владењето на правото, така да има многу теми кои што во моментот ги координираме и усогласуваме, каде што нашиот институционален систем, нашиот приватен сектор и нашите граѓани ќе имаат многу бенефити. И заедничката изјава е една позитивна вест, а по диалогот кој што го имаме со Соединетите американски држави, убеден сум дека во следниот период ќе има и други такви позитивни Добро, информации. освен со САД, имате стратешки договор, подпишавте и со Велика Британија и со Унгарија. Кога ќе ги видиме бенефитите од првиот, а дали може да биде доведен во ризик вториот, доколку Орбан изгуби сега во април на изборите таму? И како што слушнавте од мојот колега Грлич Радман, во најава имаме и договор за стратешко партнерство со Хрватска. Во следниот период тоа го најавивме и двајцата на заедничката прес конференција, тоа веројатно ќе се оствари во следните Тоа би било неколку месеци. билатерално или ние би се приклучиле на таа иницијатива Билатерален. на Приштина, Тирана и Загреб? Подпишете некаков договор за одбранбена безбедносна соработка? Разговараме за билатерален договор помеѓу двете држави, кој што е прилично сличен на тоа што го имаме со Унгарија и со Обединетото кралство. Со Обединетото кралство, согласно информациите кои што ги добиваме од колегите членови на владата, активно се работи на реализација на проектот со брзата пруга, активно се работи на реализација на проектите поврзани со системот на јавно здравство. Кога е во прашање договорот за стратешко партнерство со Унгарија, има повеќе проекти, дел во инфраструктурата, се користи тој договор како една алатка која што имаме на располагање и во делот на подобрување на состојбите во јавниот транспорт, Дали е во врзана градот со Скопје. Орбан или ќе си продолжи тој договор и со следната влада, доколку не биде тој премиер веќе? Дали ќе се доведе во подпрашање? Тој е билатерален договор помеѓу двете држави, кој што има права и обврски за двете држави, а не е поврзан со личности, но сега малку ако може да ја симнам капата на министер за надворешни работи, да ставам капата на член извршниот комитет на ВМРО ДПМН, како политичка партија, ние посакуваме успех на господинот Орбан на изборите, бидејќи е навистина лидер кој што прави многу добри работи за својата нација и за својата држава, а секако е и клучен чинител во создавањето на ова стратешко партнерство, кој што има донесено многу бенефити за нашата држава. Училишта, градинки, низа проекти во локалната инфраструктура. Дека сте на некаков начин под негова контрола и дека сте продолжена рака на оската Орбан Вучич, како велат таму српски свет, тоа се и се што. Знаете како? Тие наративи ги слушам. Вакви светови и онакви светови. Еден, на пример, рационална дебата, ако може да отвориме. Зошто не нарекуваат како држава австријски свет? Една од најголемите банки во државата од Австрија. Една од најголемите осигурителни друштва од Австрија. Еден од најголемите телекомуникацијски провајдери во државата, така, од Австрија. Една од најголемите градежни компании од Австрија. Со Австрија. СНС сте, нели, сестрински партии? Ами исто така и со ОВП во Австрија сме сестрински партии. Тие наративи најмногу се побиваат преку објективните извештаи за кои што зборевме јас и вие, кои што доаѓаат од европските институции, кои што велат за оваа држава. Нема никаква дилема во делот на незината стратешка определ. Ние ќе соработуваме со сите. Не можеме овие геополитички
превирање, потреси, промени во поредокот се одразуваат и во регионот. Значи спомнав од една страна сојузи прават Хрватска, Албанија, Косово, од друга страна договор за одбрана подпиша Србија и Унгарија. Сега знаете каде сме ние во ова приказна? Дали ќе завземеме страна или ние сега Ние водиме, ќе повторам, автономна политика која што има 3 постулати. Патот кон Европската унија и усогласеноста со ЗНБП, членството во НАТО и стратешкото партнерство со Соединетите американски држави, кој што носи, како што набројавме, многу конкретни бенефити за нашите граѓани. Мала земја сме, која што се наоѓа во една специфична географска позиција, се обидуваме преку проектите кои што ги реализираме. И во делот на коридорите 8 и 10, и енергетската поврзаност на државата, да се поставиме на еден таков стратешки начин и работиме примарно во интерес на македонскиот свет, односно на тоа што им треба на нашите граѓани и на нашата држава да станеме поразвиени. Имаше забелешки опозицијата деноиве за именувањето на почесниот конзул во Србија, Душан Адамовиќ, го проблематизираат неговото назначување. Дали ги проверивте информациите, како дојде тој човек да биде, велат дека пишувал Српска Македонија, имал повеќе афери, таму контраверзен бил. Предлогот за именување на почесен конзул за господинот Адамовиќ дојде од нашата амбасада во Белград. Ние институционално извршивме соодветна проверка и проценката на нашите институции и на владата која што носи крајната одлука е дека се работи за личност која што е почитувана во деловната заедница во соседна Србија. Сакам на јавноста да и да објаснам дека позицијата почесен конзул нема никакви финансиски импликации за нашата држава, таа е почесна позиција и најчесто лицата кои што ја обувуваат таа позиција всушност вложуваат во афирмација од нивни лични средства, во афирмација на интересите на државата, ниту му обезбедува на тоа лице било какви привилегии, ниту е било каков трошок за нас. Не сакам да се доведувам во ситуација да коментирам објави на социјални медии кои што прво не знам дали се вистините. Значи секој може да стави моја слика и да каже на фотошоп дека сум кажал или дека не сум кажал нешто. Проверат институциите. Точно, се согласувам дека треба да се провери тоа, но повторно наративот од опозицијата е класична импровизација во се што ќе прават. Но треба да се свесни дека некогаш импровизацијата носи штета на државата. Опозицијата која што 3 дена не престана да ни збори за како владата е вмешана во оваа, се согласувам, скандалозна одлука поврзана со Артан Груби, денеска имаше можност на претенички прашања на премиерот и на министерот или на било кој министер да му постави прашање по темата, единствено што видовме беше молк на истата тема. Треба да прекинеме да импровизираме и да се однесуваме врз основа на факти и аргументи. Јас жалам што главната опозицијска партија во нашата држава е доведена до ситуација да не може да излезе од моделот на импровизацијско политичко функционирање. Добро, истече нашето време, на крај да ја прашам само, кога сме кај Србија веќе, Уставниот суд вчера ја го укина тој правилник за кратенката НМК, имаме проблем со Србија, вие дадовте изјави неколку дека сте барале да се коригира тоа да биде МК, дали сега откако пошто се повикуваат тие на тој правилник дека поради тоа нели ставале НМК, дали ќе се обратите до нив да се коригира тоа? Меѓународните договори се многу јасни во делот на нашите обврски на користење на вакви кратенки. Истовремено тоа што е факт е дека поднос на ваквото прашање во делот на сообраќајната и патната инфраструктура постои меѓународна стандардизација и нема никаква дилема околу тоа која е кратенката на нашата држава. Вакви случаи во последниот период имавме во 2 држави, тоа беше во Косово и во Србија, и во двете реагиравме веднаш. Факт е дека Косово максимум недела дена беше во рок од неколку дена веднаш ја коригираше состојбата. Истовремено факт кој што мене ме разочарува е што Србија одлучува да не ја коригира таа грешка, иако многу често ја ме реагирано на највисоко ниво и што не се повикува на меѓународни стандарди, а се повикува на некој внатрешен правилник кој што исто така треба да се отвори дилема како е донесен тој правилник. Тоа е во мандатно претходната влада. Сакам да поздравам иницијативата на вашите колеги, господинот Мирчевски и господинот Видиновски,
и за тоа што го направија во делот на обезбедување на крајот на денот на почитување не само на уставноста, туку меѓународните договори кои што државата ги има ратификувана, а кои што се длабоко поврзани со тоа, се дел од нашиот уставно правен поредок. И сакам да им честитам за ангажманот и за тоа што го направија. Јас, еден аргумент кој што им го давав нашите соседи од Србија, не може вие кога има меѓународна стандардизација, меѓународни договори, да се повикувате на подзаконски акт. Верувам дека ни помогна и тука ќе ја видиме искрената намера на нашите соседи по настанувањето на ситуација, но да ги поздравиме вашите колеги, бидејќи да се биде новинар и да се биде медиумски работник во државата, не е секогаш интервју или поставување на соодветно прашање, туку некогаш е и влегување во правниот дискурс на државата. Така да нивната иновативност во тој дел не можеме да не ја поздравам. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше Тимчо Воцуски, шеф на дипломатијата. Ви благодарам за вниманието. Се разбира, останете со нашата програма. Се гледаме следниот четвртак. Довидување.